Со сослушување сведоци и законски застапници на оштетените, во судницата во Идризово денеска продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Рочиштето го следи Михајло Видемлиски, го имаме во живо вестите, па Михајло да чуеме кој сведочеше денеска и какви информации беа споделени. Така е, Борче, денешното судско рочиште за трагедијата во Кочани продолжи со сослушување на сведоци. Тројца денеска се сослушуваат, двајца од нив се гости кои што биле во ноќта на 16 март. Еден од нив е шанкер кој што работел во Пулс уште од нејзиното отварање во 2012 година. Меѓутоа, како и што му беше предочено од страна на јавното обвинителство, неговиот денешен исказ се разликува од исказот што го има дадено во истрага, и тоа по бројот на излези на самата дискотека, бројот на ПП апарати кои што ги забележал во самата дискотека. На ова реагира и родителите кои што го следат рочиштето во судница, и тие најавија кривична пријава за лажно сведочење. Во продолжение исказот на денешен на сведокот Дејан Манасиевски и реакцијата на родителите. Кој ја внел и кој ја активирал пиротехниката? На претходните настани во кои се користела пиротехника доаѓаше човек од Скопје со бела коса кој ја поставуваше. Критичната вечер тој човек не беше присутен во Пулс. Видов противпожарни апарати, еден во ходникот, друг во билетарницата, а веројатно имало уште еден на друго место. Не можам да се сетам дали имало хидранти за гаснење пожар во и пред објектот, но имаше план за евакуација кој беше поставен во малиот ходник меѓу големата влезна врата и каубојските врати, низ кои се влегуваше во кабарето. Барем да знам мојот син како починал. Го чекав Дејан со респект од Австрија да се врати од како го пушти од болница, за да ми го каже последниот момент. Тој ми кажа: тргнавме тројцата на кај излезот. Беше толку зачадено што ништо не се гледаше. Јас тргнав на кај вецињата за да видам дали некое дете има остането таму, додека Андреј и Ице се упатија кон излезот. Најверојатно имат заглавено во стампедото. Тоа го имам и на скриншот, пошто ова е разговор од месенџер. Истото го има изјавено и во изјавата во јавно обвинителство. За да денес Дејан каже дека во моментот кога се наближувале кон таа двокрилната врата што ја спомнуваме, тој забележал околу 30 присутни млади девојчиња и момчиња кои што снимале со телефоните, и поради тоа настанало стампедото. Нешто што се коси од првичната изјава. Михајло, на почетокот на денешното рочиште, адвокатот Петре Шилегов побара обвинителството сериозно да го приспита својот став и да повлече дел од обвиненијата. Кои се неговите аргументи за ваквото барање? Неговите аргументи, Борче, практично се повикувајќи се на одлуката на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесените обвиненија, но и запрената постапка за 7 полициски службеници, е дека токму поради тоа делата за кои што се гонеа полициските службеници, но за нив е запрена постапката, во голем дел се поклопуваат со делата за дел од обвинетите на кои што им се суди во оваа постапка. Затоа смета дека јавното обвинителство треба да ја има истата правна логика и во однос на овие обвинети, па со тоа да се повлечат обвиненијата со цел економичност на постапката. Сепак обвинителот Борче Јанев рече дека тие ги немаат на увид одлуките на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, но и од друга страна дека овде им се суди на лица по предмет кој што е веќе одобрен и влезен во судска постапка. Да ја слушнеме овде и изјавата на Шилегов, но и реакцијата на обвинителот Борче Јанев. Го потврдува и ОЈОГ Скопје, обвинителството за гонење на организиран криминал, дека на дел од полициските службеници кои што биле под истрага не може да се стави на товар ова кривично дело, бидејќи тоа бара непосредно извршување, а они не биле во немале законска можност да вршат инспекциски надзор. Истото се однесува, пак ќе повторам, и за делот обвинетите, секако за клиентот кој што јас го бранам. Непосредно човекот го нема предизвикано пожарот, правиме муавет за административни работници, многу луѓе кои што по барањето за издавање лиценца постапувале по службена должност и во рамките на нивните надлежности не биле органи кои што требале да го вршат инспекцијскиот надзор. И тие се причините.
Обвинителниот акт, напоменувам, не опфаќа полициски службеници, а јавното обвинителство за нив опфаќа исти дела. Денеска во судницата сме по одобрен и стапен во сила обвинителен акт. Јавното обвинителство ги нема овие одлуки на ОЈОГ и со тоа нема увид дали се таму наведени оштетени лица и причините за штета. Така, Борче, останатите двајца сведоци кои што ги споменава сведочат денес, биле гости во дискотеката на 16 март лани, раскажа за моментите на настанувањето на пожарот во самата дискотека Пулс. Секако сите детали од денешното рочиште и во вестите во 18. Студио. Така, ти благодарам Михајло Видимлиски за денешното рочиште за трагедијата во Пулс.